што го создава со многу труд, со многу љубов, со многу внимание, со многу трпение, со многу посветеност. Камче по камче, дрвце по дрвце, тревичка по тревичка, зимја по зимја. Создава најпред макети, за потоа да продолжи со неговите уметнички слики. Ги прочитала само зборовите што за неговото творештво ги пренесува Јулија Ѓурчиновска, негова колешка, професор по македонско-германски јазик, која што вели дека секој дело вклучува некаква тајна, мистериозна инспирација, скриена порака, која успешно се проткајува низ камчињата и ливчињата на бескрајот. Во безбројните и бесконечните разговори за неговото творештво побарав објаснување за 5 димензии. Додека со жар во очите објаснуваше за секоја димензија, секое дело посебно, ми стана појасно од било кога. Делата на Емчо немат димензија, немат временска рамка, немат пазарна вредност, бидејќи се полни со љубов, трпение, спокој, мир, добрина и страст, бидејќи неговите дела ја пресликуваат неговата весенита душа. Сигурно дека ќе го потврди сета оваа многубројна публика која е тука, а исто така нека ни е поттик да видиме какви бисери има нашиот град, какви креативни и талентирани луѓе кои вистина треба да ги чуваме и да им дадеме простор да се изразат, од тоа сите имаме придобив. Ова е прва изложба на Емил Димовски во Прилеп, насловена Не заборав. Зошто не заборав? Така, изложбата овде во Прилеп е Не заборав, но и во Битол, ако беше мојата прва самостојна изложба, истиот наслов го носи и сите изложби понатаму кои планирам да ги одржувам, ќе го носат истото име. Не заборав единствено, значи стои не во заграда заборав, точно да се вратиме кон нашите корени, кон она што нашите предци верувале, архитектурата која му била претежно во руралните средини, животот каков бил, како се одвивал. Значи секогаш мене ме интересирале елементите придружни во секојдневниот живот, кои елементи ги користеле за работа по полето, жените, дома, обврските и самата градба на куќите. Затоа ја крстив заборав, повеќе од тие куќи се која разрушена, се и претежно затоа не заборав за да ги зачувам. Конкретно и една ме поттикне и куќа од мојата мајка, која сега веќе не постои и јас ја изградив за да самата таа патува низ куќата, во кој дел ми раскажува секојдневно, во кој дел што се одвива, во која соба, кога гости чекали, така. Изложбата е поделена на неколку елементи. Едни куќаки се најдуваат во вид на слика, други се најдуваат во вид на леќа или црпка и така натаму. Започнавте со макети, дојдовте до фотографија. Така, значи секогаш сакав да менувам во начинот на изразување, но секогаш целта беше кон архитектурата, кон Не заборав, претежно во руралните средини. Значи моето творештво, да речеме моите дела, можат да се поделат во 3 дела, значи фотографија, мозаик и макети. Значи имам и тродимензионални макети. Значи ги градам макетите, што се со автентични материјали како во реалноста што се направени, значи скроз по димензии, како што се мали плитари. Секогаш мене ме интересирало колку нешто помало можам да го доловам, значи користам пинцети, сакам и светло, значи ако е рџосен плех, ако е покријана со плочи, дури на прозорците, ментешина на вратите, значи сите елементи и како што се малтарени куќите, дали плетени, дали плитар, слама, значи се сакам да доловам како што било. Куќарките сите различно се на начинот на изработка. Гледам секоја нова некој елемент што ме плени, дали плетена ограда има самата куќа, дали е дрвена арматура, па полнети камчина натре, малтер, како има нанесувано. Значи од прилика, значи некои куќи ги правиме една година,
тродимензионални и самата изложба, пошто е спремена 15 години веќе собирани се дела, не значи работено секојдневно, но претежно работам во летните месеци кога и побрзо се суши. Пошто ги градам само со како што се граделе традиционално со кал, значи и од самата вода се накиснува, мора да се исуши па после да зидам, не може само да зидам, затоа и одзема време. А и сликите што ги работам, значи од далеку изгледаат како да се боени, сликани со боја, но тие се работени и со природни материјали. Изгледаат застаклени, изгледаат како со боја, но кога ќе се приближат, значи публиката кога ќе се приближи, до нив гледа дека се од природни материјали, земја, сеам со сито за брашно на најситното прашинките, па ги нанесувам од озгора, значи само со пинцета. Секогаш сатисфакција ми е што по-прецизно нешто и поситно да изработам. Вредност не може да се одреди вредност, бидејќи нема нешто слично, некој што работи да речеме да се оформила вредност. Значи единствено јас себе претежно со ракотворците од Македонија, што и познавам, нема некој што работи во овој стил и во овој начин што се изразува. Затоа не може да се одреди вредноста на нив, а и целта јас што ги градам куќарките ми била да ги доловам автентично, секоја е поврзана со нешто. Некоја куќарки ги правам чисто за мене, не за продажба. Значи не ми е целта основната, некој ептен ако се залюби во куќата или го потсетува на на неговата историја, па така да се одлучам да соттујчем. Инаку тешко, пошто ги градам од срце за мене лично и затоа и цена не може да се одреди чиме нешто однатре. Не очекував толкава поддршка, значи ме изненадија многу, дури публика имам од Скопје, ракотворци, пријатели, што од Скопје дојде специјално за оваа пригода, ме изненадија и моите колеги, значи, кои секојдневно работиме и ученици, кои ги имаше вечерва во голем број. Јас ви честитам и уште многу изложби да имате во Прилеп, а и во Македонија и пошироко. Благодарам.